Добро утро, почитувани слушатели на радио Лидер. Трет ден од шокот кој ја задеси Македонија. Ден на жалост, уште еден ден на жалост. Второт, 7-те, по трагичната несреќа во Кочани, во која загинаа најмалку 59 млади луѓе. Македонија е завиена во црно. Македонија тагува, но Македонија покажува и огромна неодговорност. Македонија покажува и мршојатство на дел од политичките, медиумските чинители кои се обидуваат да ги искористат емоциите од овој настан и да ги насочат во политички цели. Ово утро ќе се обидеме да бидеме независни, непристрасни и објективни. Ќе се обидеме да ја критикуваме владата за се она што погрешила, но ќе се обидуваме и да ги критикуваме оние кои во изминатите денови сеат лаги, невистини, манипулации, хушкаат и подриваат тензии кои може многу сериозно да не чинат како општество. Ово утро заедно со мене е како ководител е Сотир Костов, политички аналитичар, поранешен јавен обвинител на Кочани, кочанчанец, роден и израснат токму во Кочани. Добро утро, Сотир. Златив, ти благодарам, ама не знам колку е добро утрото за мене. Гледам и за тебе, тмурно, сега на прсти броев, 6 месеци соработуваме, ја и ти секој пат сме биле со насмевка. На лицето секој пат сме биле ведри, спремни за зафрканци, а не знам, има голема горчина во душата, има голема резигнираност, револтираност. Мојата километража, моето искуство ми кажува да останам смирен. Апелирам, те гледам и ти како младо момче го правиш тоа, благодарен сум ти и ајде, сепак оптимизмот вели нека е добро утро за нашите слушатели и да се обидеме заеднички да ги поминеме овие денови на тага, ама деновите после тагата што ќе дојдат ќе бидат можеби уште потешки, да ти кажам. Пред да почнеме со дискусијата, само да прочитам една редакцијска објава на Радио Лидер, изготвена од редакцијскиот колегиум на нашиот медиум. Радио Лидер се приклучува на апелот на Канал 5. Не смеат да се објавуваат снимки и фотографии од погребите во Кочани. Почитувани, согласно начелата на професионалното новинарство и етичкиот кодекс на професијата, Радио Лидер и Лидер.мк се приклучуваат на апелот на Канал 5 телевизија медиумите да не пренесуваат видеоматеријал и фотографии од погребите на жртвите од трагичниот настан во Кочани. Во нашите медиуми никогаш не постоела пракса на објавување на вакви материјали, затоа што погребите не може да представуваат јавен интерес во вакви трагични моменти. Се приклучуваме на професионалниот пристап на Канал 5, дека како медиумски чинители мораме да им оставиме на семејствата кои ќе ги испраќаат своите најблиски до вечното почивалиште во четврток во своите градови простор да се простат од своите најмили на начин кој ќе биде одраз на болката и тагата во нивното срце и душа во тие моменти. Кога веќе 59 наши млади и невини сограѓани живи и изгореа на крајно недостоинствен начин, барем ние медиумите да им оставиме на нивните родители и роднини да ги испратат на елементарно достоинствен начин. Токму затоа ги повикуваме сите медиуми во земјата да го следат овој пример. Секој оној кој ќе снима погреби покажува врвна неодговорност не само кон семејствата на загинатите, туку и кон целата јавност. Редакцијски колегиум на Радио Лидер и Лидер.мк, главен и одговорен уредник Љупчо Златев. Златев, ова е за поздрав. Јас само едно ќе додадам. Тоа е лична тага, тоа е семејна тага,
Тоа е лична трагедија, тоа е семејна трагедија. Тоа е трагедија на еден град, ама во случајот не е еден град. Тоа е трагедија на Штип, на Куманово, на Струмица. Тоа е трагедија на една цела држава, национална трагедија и треба да сме достоинствени во тоа. Да не дозволиме после по социјалните мрежи најразлични слики, па кругчиња ставање, па овој бил, па оној не бил. Го поздравувам овој потек на редакцијата на чело со тебе, се надевам ке најде на разбирање, па ајде да видиме исто така професионални. Ги повикуваме и политичарите да не користат и да не собираат политички поени на овие погреби. Не им е таму местото. Да. Тоа е местото каде што треба роднините да се простат и пријателите од своите најблиски. Исто како што ги повикуваме политичарите да следат што се случува во болниците, но не мора да објавуваат фотографии, затоа што, иако немавме случај, да бидам искрен, да биде објавен на фотографија од некој од повредените, но сепак недостоинствено е сега по соби, по ходници да се снимате. Здравствените власти нека си ја преземат одговорноста и нека работат напорно. Има огромна хуманитарна криза во Македонија и поради таа хуманитарна криза треба многу одговорно да се однесуваат политичарите, особено оние од власта, но и тие од опозицијата. А одговорно треба да се однесуваме и ние како медиуми, но одговорно треба и да се однесува и јавноста. Еве сега ќе ви кажам еден пример. Вчера имаше еден јавен собир, изгледаше многу честно, достоинствено и убаво. Со светилки се испрати почит кон загинатите. И тоа е во ред, и тоа мене не ми представува проблем. Мислам дека на никој разумен не му представува проблем, нели тој протест на плоштадот Македонија. Но, не знам дали знаете, по протокол за такви настани потребно е да има полиција и амбулантно возило. И со тој настан, а ние и така имаме ограничени ресурси, вие можеби на некој од повредените му загрозувате да нема амбулантно возило за да биде пренесен дали во странство, дали внатре овде. Не разбирате што сакам да кажам. Го оптеретуваме системот непотребно. Дајте, нека поминат овие 7 дена на жалост, дајте, нека помине првичниот шок кој ги става под испит институциите, па потоа ќе правиме собери, потоа ќе се испраќаме, потоа ќе евалуираме кој изгрешил, кој како постапил. Затоа што во овој момент ресурсите на системот им се потребни на повредените, не им се потребни на вашите емоции. Во ред, ве разбирам, и јас сум бесен, сите имаме деца, сите живееме овде, но доколку го оптовариме системот, доколку сега амбуланти и полиција има на протестите, а не таму каде што треба, доколку некој крши, прави проблеми како што имаше во Кочани и треба таму да биде полицијата и таму треба да бидат амбулантните возила, вие го загрозувате животот на повредените. Немојте да го правите тоа ако имате ронка човештина во вас. Размислувајте рационално. Тоа е последното што можеме да им го дадеме на овие луѓе кои така трагично го изгубија животот поради неодговорноста на одредени луѓе и поради нефункционирањето на системот. Златев, јас и ти прв пат се гледаме денес од кој настаната трагедијата. Морам да ти кажам дека добро размислуваш, повикуваш на рацио. Во неделата во објавата што ја направив на Facebook, а Нова Македонија објави, повикав на вклучување на нашето рацио, разумно да се однесуваме и еднаш да бидеме сплотени барем во тагата. Не знам дали си приметил овие денови, јас не зборам за политичари, јас не зборам за политика,
Јас борам за обавување или не на должности, јас борам за одговорност и на прво место реков правда и одговорност. Јас борам за морал, работна етика, како во заедницата, така и на ниво на државата. Ама моето аналитичко око едно примети. Во случајов, само со исклучок на една пресконференција, кога една подпредседателка на една партија ја вклучи политиката и пушти зла крв во сето ова, останатите се држеат достоинствено според моите стандарди. Апсолутно. Ево уште еднаш огромна пофалба до лидерот на опозицијата, господинот Венко Филипче, кој одговорно пристапи кон се ова. Но, ајде сега да ги отвориме картите, затоа што во овие тешки моменти не ни останува ништо друго, освен да ги разобличиме сите оние кои сакаат да ги искористат овие настани, прво за себе промоција, а второ за да го подгријат системот во Македонија. Поради мојот санитарен кордон, кој го имам, нема да ги спомнам оние квази медиуми и квази новинари кои во изминатите денови се бават единствено и само со лажни вести. Тоа е најжалното зла. Прво, има една групација на медиуми која вели дека има преку 150 мртви и дека некој тука лажал. Тоа не е точно. Во Кочани тоа не може вие да го скриете. Кочани Во не е... цела Македонија тоа не. Значи, не. Ако мислите дека власта крие колку има загинати во овој момент, прво, Кочани не е Њу Јорк. Таму има секој трет на кој му фали, некој му загинал, на кој некој му е повреден. Рационално да размислуваме, Златев. Ако Каде се родителите на таа разлика мртви од 59 до 130? Значи, 150? Никој не ги бара. Престанете со тие лаги. Тоа не е точно. Навистина има голем број на луѓе кои се во критична состојба, но фала му на Бога. Веќе втор, веќе трет ден, тие луѓе се добро. Тие луѓе преживуваат и успеваат да ги победат повредите. Се уште имаат пулс, се уште дишат. Значи, престанете со тие лаги. Вчера имаше портали кои објавува за дека имало наводно 150 загинати. Тоа е лага. Не сакаме да има 150 загинати. Тоа е прво. Нема 100. И нема. Тоа е прво. Второ, лаже дека полицијата ги заклучила вратите за тие да изгорат. На пресконференции тоа го лаже. Лаже дека се и се што. Сега не сакам да повторувам. Лично се интересирав, имам луѓе во Кочани, во судот, во обвинителството. Од распитот на еден од приведените што го истражуваат и ќе биде обвинет. Е дадена веродостојна изјава дека полицијата во тоа ништо нема замесателство, дека објектот, се што се случило со објектот, се одговорни собствениците, решетките се од нив на прозорците ставени, вратата е од нив печатирана, запаливите материи од нив се ставени, азбестот на покривот, кревката конструкција се од нив. Да не шириме дезинформации, да не залажуваме, Злате. Тоа е прво. Второ, постои една сериозна групација на медиуми пред се платени од политички партии. И постои една политичка партија во момент, тоа е Левица, која се занимава единствено со хушкање за протести. Да се разбереме. Прво. Дали власта до овој момент добро си ја сработува работата? Има споредби, вели, гледај шо прават во Србија, секој ден протестираат. Вчера, Нова РС, опозицијски медиум во Србија, значи не зборуваме пропагандно гласило на Александар Вучич, опозицијски медиум, објави анализа во која вели еве каква е разликата помеѓу одговорна влада како таа во Македонија, каде што имате една оставка, толку апсења, толку приведени, таква истрага во првите 24 часа. И еве ја нашата Србија во која што вели попадот на таа настрешница во Нови Сад никој буквално вика не е за дрешетки. Во Србија велат
ова во Македонија е позитивен пример. Притисок се направи. Ова утро, извини, Радио телевизија Црна Гора вика пример за тоа како институции треба да реагираат. Не сме ние таква дупка како што вие сакате да ја представите. Дали може би владата сгрешила? Да. Дали премиерот сгреши кога го бранеше градоначалникот на Кочани на пресконференција? Па да, затоа што ние во овој момент не знаеме дали може би тој бил вмешан во сето тоа. Јас не сум сега тука адвокат на Мицковски, но тоа се мали пропусти во однос на големата слика. Големата слика е дека има луѓе зад решетки, има луѓе во притвор. Се води темелна истрага, се прави се и се што. Па сега има обратно. На оние протести каде што се кршеше во Кочани, повикуваат да се ослободеле обезбедувачите затоа што тие ги ваделе луѓето надвор, спасувале луѓе. И сега и кога гледаш, тебе тоа ти е логично и кажеш да, па ако спасувале сега зошто ги гонат? Да, но истите тие обезбедувачи пуштале внатре малолетници. Тоа е нивна согласно законот, извини Сотир. Тоа е нивна одговорност. Ако полиција затекне малолетници, дава казна не само за собственикот, дава казни за обезбедувачите, ти имаат сертификат кој го издава Комора во Македонија на обезбедување, во кој јасно стои која е неговата одговорност. Тој не смее да пушта малолетници. Тоа е прво. А внатре имало малолетници, има и помеѓу загинатите малолетници. Второ, обезбедувачот бил должен после одреден број на луѓе, затоа што тој објект имало 3 пати повеќе луѓе од неговиот реален капацитет. Требало да рече, стои, нема повеќе луѓе. Така што дали има одговорност на обезбедувачите? Ете како има. И престанете со овој лигав пристап кон правдата. Затоа што кога плачете дека нема систем, системот треба да биде немилосрден кон сите кои се вмешани, дури и со најдобри намери. Вчера видовме, сега ќе ви прочитам еден мој пост од социјалните мрежи, па ќе му предадам палката на Сотир подоцна. Велат, вчера имаше реакции, плачење затоа што на телевизијата на ДУИ TV21 и на некој наводен новинар од Reuters биле повикани во полиција затоа што без дозвола летале дрон. Немале пријавено дека летаат дрон. Јас пишувам, од една страна плачеме кога нема систем. И тие сите велат, нема систем, гледајте, се е катастрофа. А од друга страна плачеме кога некого ќе приведат затоа што летал дрон без дозвола. Системот предвидува дека за да летате дрон мора да пријавите. Ако немате таква дозвола, системот е должен да ве приведе. Утре, ако не дај Боже некој биде усмртен поради дрон, истите кои сега плачат ќе пишуваат дека нема систем и дека не се спроведувале законите и правилата. Ќе ги вадат законите и ќе викаат еве власта не ги спроведувала. Од ваквиот лигав пристап изгореа децата во Кочани. А за тој од Reuters и неодговорен однос. Кој наводно рекол, јас не сум видел ваква држава, нека оди на Трафалгар сквер во матичната држава на Reuters Велика Британија и нека лета дрон без дозвола од SAA и без да има операторе ID. Па да видиме што ќе го снајде. Нека отиде во било која држава на Европска Унија. Се ќе го снајде, ќе го снема. И дотолку повеќе дека овде не станува збор за пропуск на нашите институции, говори за тоа што има реакција за Reuters ЗНМ, има реакција некои квази невладини организации вакви онакви, нема никаква реакција од Reuters. Зошто? Затоа што во централата на Reuters има и јасно дека пропустот е на овој кој не верувам ни дека е новинар на Reuters, тоа е некој фриленсер кој продава снимки на Reuters. Меѓу друго. Може. Најверојатно. Но, доколку станува збор за новинар на Reuters, вие ќе видевте 500 медиуми утринава уапсе, неправедно и така натаму. Затоа што не видов. Не, и тие си однапред обезбедуваат во секоја држава. Нашите мршојади и нашите хушкачи овде
И овој случај почнаа да го злоупотребуваат. Иако пак ќе кажам, властите постапиле онака како што морало да постапат. И следниот пат кога ќе речете немаме систем, присетете се како сте размислувале кога правеле рација у некој кафеич, како сте размислувале кога ве застанувале на улици и ве казнале пијани, кај сте звонеле. Размислете што сте правеле кога како сте молчеле за се ова. Сотир? Многу на место, Златев. Ама моето искуство глешо ми кажа. Значи, јас сум правник во пензија, поранешен обвинител, поранешен адвокат и поранешен воздухопловен истражител. Основното правило е немој да судиш ако не си судија, бидејќи ќе ти судат. Значи, да ги оставиме полицијата, обвинителството и судството да се ја извршат работата. Ако досега сум имал солидно мислење за полицијата, а многу лошо мислење во генерал на основа за обвинителството и судството, за овој случај не. Моето мислење е дека покажаа ажурност, покажаа брзина и испорачаа први резултати. Тоа е во делот на истражните органи, обвинителните и судечките. Ајде да ги видиме органите на државата. Ке почнам од здравството. За прв пат не видов хаос. За прв пат видов брза, навремена мобилизација на целото здравство, па повикувам на изјавата на директорката од Кочани, од здравен дом ли е, не знам, клиника ли, што доаѓа од болницата, еве јас ке кажам, која ги даде првите точни релевантни информации кога рече ноќта во 2:48 часот првите сигнали, па ги собравме сите, па дојдоа брза помош, па пожарникарите на лице место отидоа, па полицајците и така натаму. Па ајде да видиме што се случува во сите болници во државата, па ајде да видиме како за прв пат се осеќаме задоволни од комшиите наши, од Европа, да не речем и од светот, на нивната солидарност и чувство на хуманост. Не е тоа солидарност, само да се разбереме. Значи вака. Солидарност. Тоа е механизам на Европската унија во кој Македонија членува. Да. Согласно тој механизам, Македонија се повикува за несреќи и тие се пријавуваат секој од нив, и Австрија и Норвешка, сега мислам дека имали. Еден ал држави се, досега се 12 држави. 12 држави, а 17 градови се однесени се пријавуваат и по брза постапка се носат повредените сегде. Благодариме Србија, благодариме Бугарија, благодариме Хрватска, Австрија, сите. Но за ова да се реализира потребна е брза и навремена реакција на нашето МНР, на Тимчо Муцунски и на здравствените власти. Нешто што се случи. И никој не може да каже дека нема брза, експресно брза реакција во однос на тоа. Престанете да ширите лаги дека има повеќе мртви. Да. Во 4 саат министерот на полицијата со целата своја екипа веќе е во Кочани во неделата. На првите слики видовме до него е и Стојанче, до него е и градоначалникот, напаѓаниот градоначалник, инаку лоша слика се створи дека јас го бранам, не, а тоа е човек со кого ова е лична работа, не треба да кажувам, 3,5 години немам никаква комуникација. Ама градоначалникот не е прво обвинет и не е најголемиот кривец. Доколку градоначалникот сгрешил, види се, а има таму. Чекај. Јас сум, мора да сум објективен. Дозволи ми да сум објективен. Ајде. Согласно законите за контрола на овие објекти, за тие дозволи чуда, има градоначалникот одговорност. Не само овој. И тој пред него, и тој пред него, и тој пред него. 4 градоначалници. Од 2004. И сега, се ми е избројано, Златев. Доколку властите оценат, односно доколку истражните органи оценат дека имало, тие треба да бидат веднаш сите 4 лишени од слобода. Продолжи. Еве вака. Значи, да оставиме да проценат органите што ги спомнав. Полиција, обвинителство, судство. Мислата ми беше поинаква. Значи,
го видов она што недостасуваше и во ковидот, она што недостасуваше Дурмотурс, Беса, Ласкарци, болницата Тетово, автобусот Бугарија и така натаму. Немаше кризен менеджмент кој ефикасно и брзо действува. Овој пат го имаме. Ајде да видиме сега. Децава веќе повредени ни се сместени во врвни здравствени институции на Европа. Овозможено им е на роднините најблиските веќе да патуваат. Јас знам од 2 случаја кај што помагав дека патуват, едниот случај во Марибор, сето тоа го организираше заедничката служба на владата, директорот, неговата екипа, платен превоз, смештај и така натаму. Некој ќе рече, па тоа е основно. Да, ама е организирано во случајот. Значи и тие деца да не се сами, и родителите и блиските да не мислат каде ми е детето во туѓена во Јавана, овозможено и тоа. И ајде сега ние достоинствено да ги испратиме починатите, значи младите, прикинатите млади животи, нашите млади фиданки, нашите млади цветови, ама без при тоа да се плюваме едни со други. Не, значи... А гледај, завршувам. А гледај кои ни ги активираа. Ни ги активираа шарените, ни ги активираа канвасите. Дигнав глас против нив и не можам да молчам. Значи, види, прво, морам да ти кажам дека го активираа канвас од тему. Знаеш, оној кинескиот сајт кој ќе нарачаш и што стигаат без веза работи. Знам. Да, што стигаат без веза работи. Во Кочани има 3 шарени на терен кои нели стимулираат таму, даваат изјави за јавноста. Тоа се 3 неформални лидери на протестите во Кочани се. Прво е Сања Боризовска, позната како Вие господине Заев. Ако се сеќавате на она со плава кошула и со фризурче, што го фалеше Зоран Заев дека бил најголем лидер кој светот било кога го видел, присетете се на тоа, да. Потоа, втор, нели, кој го гледаме по медиумите како зборува за жртвите во Кочани, како зборува, како нели повикува Кочани да протестира и така натаму, е Стојан Рашков од Кочани. Тоа е поранешен председател на СДММ во Кочани. Море дипломат, море писател, и море... долгогодишен, како се вика тоа, активист во овие бугарски младински раководи и во бугарски културни клубови во Македонија. Не го знаев. Но нема, јас немам ништо против, нели? Тоа си негово лично право и личен избор, но станува збор за човек со очигледна партиска афилијација. Беше фотограф едно време у МНР, затоа што ајде да не шириме, значи очигледно човек со политичка афилијација, а другиот е советник од општина Кочани, наводно независена, иначе од СДСМ, кој се вика, само секунда, како му беше името, Венко, само секунда. Доволно е Венко. Ево ќе ти кажам, тој е еден од тие сам што се спасил со кршење на зидот, ова не знам дали го знаеш, и тој треба да е најдисциплиниран, тој треба да е најхуман. Јас случајно го знам, другарче е на еден од моите синови и не смее така да пали, да подпалува. Не смее. Инаку тој бил во клубот и добро е што се спасил. Ама да предводи вака и да повикува, не. И да оправдуваат, значи, се жалат нека немало систем, истите тие кршат. Не, значи... кршат канвасите, сега ќе ти кажам. 3 мои најдобри другари од детство ме информираа. Кога ги видов качулките на телевизија... Сите 3 кои ги споменав, извини, да, се поранешен дел од шарената револуција. Па да. Сите 3 кои ги споменав се луѓе кои од порано биле активни во Македонија. И се уште се активни. Сите 3. Да зборам, и пак ќе кажам, не, од кај сакаат нека бидат. Од кај сакаат нека бидат. Во моментов на Кочани му е потребна психолошка поддршка, му е потребна солидарност. Тоа се огромни трагедии. Не му е потребно психолозите работат. Некој да излегува и да крши. Ставете се малку во кожата на родителите, цела држава би горела
да работи ВМРО како што треба, нема ни шамери, ни еднобојни, ни ништо. Добро, кажете ми каде е проблемот? Кажете ми каде е проблемот? Кажете ми што не е сработено во изминатите денови како што треба. Што не е сработено како што треба? Еве, јас прв ќе земам и ќе фрлам со камење по владата доколку неодговорно се однесувала кон повредените, не ги транспортирала брзо, доколку немало навремена истрага како што треба да има. Прв ќе фрлам дрва и камење. И еве, и на почетокот од оваа емисија дадов критика и за нив. Знаете, бидејќи јас сум малку повеќе во шок, тоа и годините така ми го прават. Ајде те молам, бидејќи си добар истражуваш и аналитичар, ајде да ги бројаме сакаш од озгора надолу или од оздола нагоре, кои све, не мора имињата да ги кажуваш, кои све обавувачи на функции се приведени и веќе се обработуваат и се пред обвинителен акт. И да споредиме со модуларната болница како се правеше, ги крија, со Ласкарци, со Дурмотранс и така натаму. Значи, од озгора министер, државен секретар, неколку началници, десетици инспектори од, гледај ги областите, Златев, значи, државен пазарен инспекторат, државен инспекторат на труд, од животна средина, не знам дали има, полиција и така натаму. Златев, тоа се луѓето, не се битни од каде се, чии се. Имале должност, не ја обавиле како треба. Одма, извини, за претходната лажна вест која ја разоткривме. Ексклузивно имаме информација директно од Министерството за внатрешни работи во оваа емисија, во делот на тој од Reuters, наводниот новинар. Добро. Нашата полиција никогаш не го уапсила. Ја го знам тоа. Заедно со уште 8 кои летале, уредно го повикала заедно со уште 8, повторувам, се повикани, не, согласно законот за воздухопловство. Значи, нигде нема апсење. Новинар не е апсен, а Сдруженијето на новинари на Македонија, иако Reuters, матичната куќа не реагира, Младен Чадиковски, исто шарен револуционер познат, он реагира. Иако никој не бил уапсен, само ги викнале луѓе, што сте правеле вие? Немате пријавено дека ќе имате лет. Златев, не сакам да ти правам реклама. Значи, повикување. Синоќа во 12:30 што ти напишав на Фејсбук. Браво, млад колега Златев, врвно познавање на законската регулатива, бидејќи јас сум воздухопловец во пензија. И ти си им ја пренел вистината, ти си им ја кажал постапката. И ја мислам тоа е завршено. Него еве сега да го дообјасниме дека никој не е ниту приведен, нема ни е уапсен. Ја мислам дека има уапсен, викам има право да ги апсен. Уапсен е друго. Но не е ни уапсен, не е ни приведен. Повикани се на разговор согласно закон за ВНП. Да. И од тоа права драма. Ја пак ќе кажам, еве, до овојот Reuters, ако било кога го видел Лондон, пошто е србин. Значи, нека отиде на Трафалгар сквер и без дозвола нека крене дрон. Да види што ќе му се деси. Затоа што има поддршка од политичката партија Левица, они се многу со Кина. Оди у Пекин, крени дрон без дозвола да види што ќе се деси. Лондон е далеку, нека иде во Загреб и Љубљана. Не, абе добро, пошто он од Reuters бил. Reuters седиштето у Лондон, сум го видел. Нека отиде, значи, а овие од Левица, кои се сега најгласни, нека отидат они у Пекинг или у Москва. Пошто тоа се центрите околу тие каде што они орбитираат. И нека кренат дрон во Пекинг и Москва без дозвола, без да пријават во институциите. Па да видиме што ќе им се деси. Значи, луѓе, разум, рацио, огромна трагедија. Тоа. Не подлегнувајте на лагите на оваа мршојадна булудмента. На овие луѓе кои немаат ништо друго освен да се хранат од нашата колективна несреќа. Огромна е болката во Кочани, јасно ми е тоа. Венко Андоновски, контейнери од кожа. Кој ќе свати, натаму не сакам да објаснам, бидејќи авторството не е мое. Токму така. Одиме со кратка пауза за реклами, по кои се враќаме уште 20 на минути. Навистина сме, не е пауза за реклами, пауза е затоа што не смееме да емитуваме реклами, немаме реклами.
Одиме со кратка пауза по која се враќаме во вториот дел од емисијата. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер, почитувани слушатели. Заедно со мене ово утро е Сотир Костов, новинар, политички аналитичар, поранешен јавен обвинител. Сотир, во делот на обвинителството, јас го прашав Мицкоски на онаа пресконференција, затоа што тој претходно имаше огромни несогласувања. Те молам само во микрофонот. Со обвинителството го прашав, вели тоа е тоа што го имаме и можеме само да се надеваме дека добро ќе се завршат работата. Како ја коментираш за досегашната работа на обвинителството во овој случај? Златев, ти многу добро го знаеш мојот став за тие обвинители и се што сум кажал за нивното неработење, непрофесионалност, за нивното обвинителско спиење и непостапување. А Златев, во мене има големо искуство и ја уште прв пат кога го видов Лјупчо Коцевски, или како му е презимето, кога видов дека дошол со негова целосна екипа и кога видов дека на два пати кажува како ја проширува екипата, верувај ми, колку јас и да не верувам во тие луѓе, ова е момент на национална трагедија, ова е момент кога се вклучени сите ресурси на тие два система кои досега ни беа подзаспиени, судство и обвинителство. Мене животот ме научи дека сега во најголема мера ќе се ја завршат работата. Има примедба на еден обвинител кој ја утнал модуларната. Сите знаеме таму што се направи. Се судеше на директорите од здравството, а не се судеше на виновниците. Една од таа Јосифовска го покрила случајот по налог на Јовески. Не може Лјупчо вака се да се однесува. Значи ставен е пред свршен чин тој. Тој со сите ресурси или ќе работи или него ќе го апсат. Пази нешто. Ти гледај колку работа му отвори нему полицијата. Ти гледај колку работа нему му отвори владата со сите министерства кои рекоа. Вака буквално рекоа. Без разлика кој на кое место е. Без разлика кој од кој етникум е. Без разлика кој од која партија е. Сите што ќе се открие дека се инволвирани во овој случај, од давнешни времења до денес ќе бидат приведени, истражувани, обвинувани, судени и се надевам осудени. Ја Златев, можеби некој ќе ми замери, ја овој пат верувам дека ќе се ја завршат работата, еве нека не биде идеално 100% во најголема мерка. Ја знам дека овој обвинител нема да дочека да се заврши овој случај. Ама ја сега за сега, ја не можам да му најдам мана како се однесува пред камерите и што се работи долу на терен, бидејќи не заборави, јас имам луѓе од Кочани што ми кажуваат. Сега, му замерувам само за првата пресконференција ако сакаме да наоѓаме мани. Излегна и на 99% од прашањето одговори, не можам да одговорам на тоа прашање, нема. Ма не излегувај. Ако немаш информација за јавноста, по основното правило на пиар, а ја нешто одбирам, Мекин Ериксон школа имам завршено, не излегувај. Ајде сега спореди го тоа со втората пресконференција. Конкретен, бројки, факти, аргументи и јавноста се подсмери. Изјавата на премиерот, изјавата на Тошковски и сите што сакаме да гледаме, а да видиме. Што сакаме да чуеме, ама вистински да заушиме. И кој имаме рацио, гледаме дека целиот систем кој го критикувавме, ама со нови сили сега во најголема мера, е покренат. Целиот систем работи. И сега ни треба трпение да видиме дали и колку ќе сработи. Мојот одговор, Златев, е ова, не знам колку си задоволен, искуството ми кажува дека овој пат ќе се оди до даска. Дека ова е моменти на првично ресетирање на системот кој сите го критикуваме. Дека ова е моменти кога сите ресурси на министерствата, на дирекциите, на инспекциите, на полицијата се вклучени. Се отстранува дивото месо. Се отстранува канцерогеното зафатено ткиво. Дури и од морални причини се некои сменети да од опасноста, бидејќи се локалци, немој случајно да не действуваат. Донесени се луѓе од сите градови од цела Македонија само и само
на Кочани, на Штип, на Куманово, на Струмица и на Скопје, така ги лоцирам некако жртвите и повредените, да се помогни. Морам да верувам. Значи, мене животот ме научи дека ова е пресвртница. Кочани има доживеено пред 30 на година. Исто така голема трагедија. Убиена бивша судика, адвокатка и други две фамилии од Виница во судска сала. Ти си млад, не го знаеш тоа. А ова не смееше да му се случи на Кочани. Затоа што му се случи, сите што се виновни, сите што се инволвирани, ќе одговарат. Јас овој пат верувам во носителите на највисоките Вика, луѓе, полека не сте во право, Венко е бил во шарената револуција, но денес ја научил лекцијата и не е дел од никаква шарена револуција, ниту организатор на протестите, се боре со години неутрално за Кочани. Нека е бе така, Злато. Добро. Еве, и ова, вие, господине Заев, и она сега веќе ја неќе политиката, иако го воспеваше Заев. Па собрала деца малолетници, таму скандираат со неа, мислам, може да ги видите видеата. Па даве изјави. И овој, како се вика, Стојан Рашков, и он ја научил, како се вика, лекцијата. Они сите ја научиле лекцијата и како баш само они ја научија лекцијата. Како не излезе? Значи, луѓе, станува збор за очигледни политички инструирани хушкачи. И никој не може да ме разубеди во тоа. Ги гледаме снимките, гледаме што се случува, гледаме како оправдуваат дивење, кршење и така. Ајде да збореме за поп Мите, поп Димитар. Ајде да дадеме слика спротивна од ова што ти многу убаво ја нацрта за хушкачите и за канвасите, ја ги додавам бидејќи они се главните виновници, увезени се во Кочани. Ајде да видиме попот како со голема храброст, со голема хуманост спречи нова катастрофа. Го слушав 10 пати видеото и видов дека луѓето што беа карши него велеа: така е, добро е, ајде да го напуштиме собирот. Значи, тоа е трезвено постапување. Тоа е рациото со кое ти ја почна оваа емисија. Тоа е вистински духовен човек. Тоа е човек кој смирува. Тоа е човек кој спречува катастрофи на млади луѓе, потпалени од дојдените во Кочани со качулки. И сега кога тие слики ќе ги спротивставиме една на друга, Златев, не мислиш дека се е јасно? Се е јасно. Се е јасно, тоа се две парадигми. Тоа се две различни шеми на действување. Ја немам повеќе зборови. И јас сум му благодарен на тој поп. Тој дури повеќе од должноста што има духовна. Тој се покаже голем хуманитарец и голем духовен водач, да ти кажам, кој смири, а едно да ти кажам, толпа, она која е разјарена, а мислам само на тие увезените и 20 заведени младенци од Кочани, она сите други се перфектни во тагата, во жалот, во манифестирањето на тага и жал. Да смириш толпа, многу добро знаеш, си го читал Жилиан Бенда, мислам, си ги читал Јунг, Фройд, тоа е најтешкото нешто. Овој човек успеа. Тој е нашиот херој. Човекот што за обрза помош целено ги пренесувал ни почина, Златев. Срцето не му издржа. Кочанчанец, спаси многу животи, не издржа, почина. Тој човек, спасувајќи луѓе, почина. Утре дента. Младо момче слушнав синоќе од Виница, 19 годишно. Спасило 2-30 луѓе, сега му е загрозено здравјето, да се молиме за неговото здравје. Да преживее, бидејќи едно е млад, второ, спасувал животи, има право на живот, има право на здравје. Јас знам што значи. Па добро, ајде црн печат на сите с кои сгрешили, значи вие не сте христијани. Не рекол никој. Значи еднаш сгрешил Венко и крај сеќе му лепиме негативно и пази на кој пресконференција цело Кочани стои позади него. Пријателе, јас немам ништо против овој човек, да се разбереме. Јас немам ништо против овој човек. Јас имам против тоа што наместо системските ресурси да се насочат
во спасување на оние кои преживеале. Системските ресурси треба да се насочуваат вас тамо некој да ви биде дадилка. Покажете одговорност кон живите, кога веќе не покажувате кон мртвите и се уште не погребани правите проблеми. Кон живите покажете почитување. Затоа што животот на тие луѓе зависи од тоа како нашите институции ќе реагираат. А нашите институции, доколку вие ги ставате во хаос, со тоа што предизвикувате хаос, не можат брзо да реагираат. Не може да има вишокамбулантно возило затоа што ти правиш протест на кој по протокол мора да има амбулантно возило. А некој треба да биде со тоа амбулантно возило пренесен од една во друга болница во странство или така натаму. Чукнете си ја главата и уклучете го рациото. Личното его и желбата за себе промоција во вакви тешки моменти на некого не ми интересира. Не ми интересира. Затоа што поради вакво неодговорно однесување стигнавме до овде. Поради вакво тргување со полуинформации. Поради вакви лаги во кои верувате. Затоа стигнавме до тука. Стигнавме до тука затоа што разрушивте институции во изминатите години. И од ВМРО, и од СДС, и од Левица, и од сите партии. Ги разрушивте институциите за ваша лична себе промоција. Дајте за прв пат во нашата историја да покажеме разум, да покажеме рацио и да покажеме желба дека може работите да се сменат и да бидат подобри. Да критикуваме тоа што е за критикување, да го пофалиме тоа што е за фалење. Но да бидеме во овој момент трезвени затоа што на некого му е потребен овој систем. На нас, на сите нас. А најмногу на оние кои изгубиле некој и на оној кој е повреден. И сега вие го оптоварувате овој систем, јасно кажал дека не планира повеќе да се бави со политика. И so what? Кога веќе на местото каде што излегол да го каже тоа, милион лаги си изнесоа истиот ден. Не, Златев, не се оптеретувај со това. Не. А Венко, ја го познавам многу добро, не сакам да го коментирам, бидејќи е еден од преживеаните од несреќата и тоа ми е посебно драго, иначе нему политиката му е во крвта. Ми има велено Чкосоти, ќе ми водиш ли победничка кампања да станам пратеник. Еве и нека стане пратеник. Не сакам да го коментирам. Јас сега сум сконцентриран на луѓето кои имаат најголема загуба, инаку не стои цело кочење позади него, да знаеш. Чичко Сотир да ми ти каже, Златев, тебе. Ова што ми ти пишува тука не е точно. Синоќа се покушаа да манипулират и мое име да спомнат, а Собирот не прифати така. Не прифати. Има едно видео, се обидува, не прифати. Значи, кочанчани се трезвени. Кочанчани се огромни во срцето и душата. Знам дека ќе го преживеат со ова, ама знам дека голема лузна ќе ни остане. Знам дека голема болка ќе имаме долго време и јас сум сега сконцентриран да видиме на тој план што можат психолози, социолози и сите добронамерни луѓе да ни помогнат. Да оддадеме почит за возачот на Кочанската болница, кој 11 пати бил на релација Кочани-Скопје и починал од синдромот изморено срце. Вечна му слава на овој херој. Може би треба болницата во Кочани да го носи неговото име, затоа што хероите изгледаат вака. Не се хероите оние хушкачи, не се хероите оние плачковци, не се хероите оние деструктивци. Хероите се баш како возачот од Кочанската болница, кој умре за да спаси живот повеќе. Токму така. Ама ајде нека престанат умирањата. Ајде не викај толку, Златев, во право сте навистина. Ја те оправдувам денес, ти што си револтиран. Малку сум револтиран од не верував дека нека нашиот... дојдат да водат емисија, ќе видат како не верував дека нашиот народ може да биде толку подложен на хушкачи, толку лаковерен, толку... Не верував искрено. Имав повисоко мислење за народот. Јас знаев, за разлика тебе ја го знаев, ali овој пат мислев дека нема да го искажат. Ќе чекат да се случат погребите и после да се случи тоа. Имав повисоко мислење за овој народ,
И еве, затоа што очигледно не сме во... Ама ајде да го дефинираме овој народ, сега ја како поискусен. Значи, дел од нашиот народ. Дел од тие што јас и ти ги дефинираме, дел од тие што јас и ти ги посочуваме дека се деструктивци, останатиот народ, Златев, те молам, синоќа, во Скопје, дали го виде на мирен, достоинствен собир. Го видов? Во Штип, те молам, дали го виде. Сега те молам, не ме прекинувај. Пред Укин, дали ги виде студентите, пробаа некои деструктивци, не успеат достоинствен собир. И сега види утреденца се јавуваат одма канвасите, одма се јавуваат пленумците, да ја сменеле, да ја делегитимирале студентската организација, зошто зборела ректорката, министерката. Еве би нека е грешка. Ама тоа беше достоинствен собир. Така треба да сме достоинствени во Кочани, и вчера, и денес, и утре, и од секој пат, и да покажеме дека во болката сме храбри, издржни и големи, и покрај тоа што реков, ќе носиме големи лузни, ќе носиме. Доста си копавме очи, доста се закрвувавме. Точно. Сега е време за тага. Тука завршуваме затоа што очигледно ниту јас, ниту Сотир не сме во некоја Јас не сум во кондиција, признам. Емоционална состојба да водиме емисија. Останете со нашата фреквенција, денови на жалост и на Радио Лидер, исто како и во Македонија. Погледнете се во огледало и запрашајте се дали ќе дозволите да ви влијаат очигледни социопати кои Ова ти вреди многу. На човечка жртва се обидуваат да соберат Бог да го чува поени. моето Кочани, Бог нека е со нас и нека ни помогне да се издигнеме од оваа ситуација и да помогнеме на тие што најмногу им е потребна помош. Се гасиме овде, се гледаме утре заедно со колегата Драган Милосављевич. Не стигнавме се да прокоментираме денес, утре ќе направиме уште подетална анализа. Останете со 98,1 FM и за навредено, непристрасно и објективно информирање читајте Лидер.